Скопје во текот на утрешниот и заутрешниот ден по 5 општини на територијата на нашиот град ќе преземе активности за сериозно чистење, расчистување и на главните, меѓутоа уште поважно и на споредните улици во нашиот град и во нашите општини. Оваа акција ќе ги вклучи сите технички и човечки потенцијали кои што стојат на располагање на јавните градски предпријатија, помогнати со градската администрација, помогнати со потенцијалите кои што ги имаат општините и причина повеќе е да ги повикаме и сите граѓани кои што се заинтересирани да живеат во по-чист, поубав град, да се приклучат на оваа масовна акција која што ќе се одвива во наредните 2 дена. Во оваа акција ќе биде вклучено целосно расчистување на споредните улици, крпење на главните ударни дупки во тие улици, кастрење на зеленилото, перење на улиците, што подолг период се нема случајно. Она што сакам да го напоменам е дека после ваквата акција на масовно чистење на нашиот град ќе следи засилен инспекцијски надзор и од страна на градот и од страна на општините со цел да се спречи повторно создавање на диви депонии кои што ќе бидат предмет на расчистување во текот на оваа акција. Повикувам граѓаните да се придржуваат кон начинот и редот на фрлање на отпадот и на комуналниот отпад. Ние работиме на концепт кој што во текот на август месец ќе го понудиме на граѓаните на 3 до 5 локации во точно определени денови во рамките на нивната општина, значи на повеќе од 50 на локации во нашиот град, каде што ќе може слободно и бесплатно да го остават во определен ден кабастиот отпад, кој што е сериозен проблем кој што ни се јавува. Меѓутоа мислам дека треба да внимаваме и кој го фрла ѓубрето, каде го фрла ѓубрето, начинот на неговото одлагање, затоа што само малку напор ни треба да имаме сите како граѓани за нашиот град да стане и почист и поубав и навистина едно прекрасно место за живење.